Здраво. Пошто ветив, не знам ни дали ветив, не сум сигурен дали ветив, али сакам онака информативно пак уште едно видео да снимам дека денеска примив втора доза, да си споделам искуства за кој што као го интересира. Ако немаш гледано првото видео, гледај ми го валјда за да ги видиш ефектите, да речем, што ги споделив од првата доза. Се вакцинирав со Pfizer, да видиш као се понаша Pfizerот со организмот на еден обичен смртник. Денеска ја примив втората доза, не беше нешто многу различно од првата сеја за сеја. Ева ми го првото искуство што го доживеав. Него 20 минути после вакцина, so far so good. Чекај рака чек, прв пат проверувам дали ме боли. Курата ми го ја, ништо не ми е. Тоа беше супер, сега рака тест. Сега ме боли, ама мислам дека нема ни потреба да го спомнам ова, затоа што сите до сега што сум ги прашал ги болело раката, што е најверојатно нормална работа, те боли рука после некој кој ќе ти збрца нешто у рака. Пак ми се спие, така да тоа е исто као после прва доза, само што нели ти кажав као ефектот за спиење не е толку као многу ми се спие затоа што немам доволно спиено или затоа што сум уморен. Туку е малце како такво некое спиење као after high, кога сакаш да легнеш и да се устонираш наредни неколку сати. Which leads me to the most frequently asked question, дали може да правам фиш после вакцинација? Да, навистина ова беше најпоставувано прашање што го добивав после прва доза. Не можам ја ништо да ти кажам, мислам не сум ти јебени доктор. Ако те интересира дали јас сум правил, најверојатно не, затоа што имав премногу работа тој ден. Ја би ти препорачал да не правиш и дека можеш да се воздржиш еден ден. Мислам дека не е забрането од се што сум читал на интернет, као сите две статии кои што сум ги прочитал кажувале дека не е ништо страшно, it's fine. Само што може да ти го интенсифајне чувството на болка, чувството на ти се спие и да поише бидеш уморен, така да нема резон да правиш. Знам дека алкохол апсолутно не смее да се пие и не знам зашто многу луѓе си играат курташак со тоа. Знаеш што ствар дознав? Дека она што кажуваат кај нас дека не смее да се пие недела дена после вакцинација, тоа е најверојатно само начин за сите да ги натераат да се вакцинираат, иначе разбрав дека не треба да се пие као 90 дена после вакцинација, што мислам дека е невозможно за овој балкански народ. Под ова балканско поднебје никој немаше да се вакцинира така, затоа што нормално дека секој дека најголем дел од дека секој регуларен балканец повеќе приоритет би му дал на алкохолот отколку на вакцина, али мислам дека недела дена е пак сасвим окей, затоа што ние сме карпа народ. Сав да измерам температура. После прва доза немав температура. Разбрав дека втора доза е нели појака and shit и башка сакам да си го флекснам мојот дигитален топломер кој што мери температура за само 10 секунди, а остана од ова 0. 36,4. Ќе видам како ќе ми се понаша срањаво наредни неколку дена, ако има нешто дополнително ќе те обавестам. Али сега за сега све што имам да ти препорачам е барем денот кога се вакцинираш да си го земеш слободен, затоа што можно е да бидеш издрогиран и да не ти се пипа работа, да не ти се работи уопште. Тоа што јас сум премногу храбар и смел е моја кривица, али ја имам сепак само 26 години. Не знам дали тоа игра некаква улога затоа што слушав муавети од помали од мене да ти имам што имале фрки, али може би тоа што сум млад само ме прави многу смел. Сега да работам. Утре ќе ти кажам како се осеќам утре. Не знам колку дена ќе остинам срањево, али еве ќе видам како ќе ми биде у неколку наредни денови. Еве од прилика гледаш уште колку има останато од видеово. Ако има уште многу или имам некои сайд ефекти или го тупам за небитни ствари. Океј, не издржав до утре затоа што actually имам ствари да споделам уште сега. Не знам дали се од ова што се дешава од вакцината, али може да е стварно коинциденција, може да е стварно од вакцината. Почнав досега некоја малаксаност, измерив температура, немам температура, ама некако не му верувам на овој топломер што преска го флекснав, пошто е дигитален и мери температура за 10 секунди, ама некако као да не ми мери како што треба, така возможно е да имам температура, пошто имам малце таков осеќај, не можам да работам, ама тоа мислам дека поише ми е до мајндсет. Не е до толку као што слушав други луѓе дека се осеќаат како да ги прегазил тенк после втора доза, или можда само сум јас многу јак и таа болка не е ништо за мене. Али толку многу не ми се работи што не ми се ни готви така да нарачав храна.
Да се надеваме дека ова е пресудниот момент што ќе ме го врати биоритамот у нормала и дека ќе можам да продолжам после ова да спиам и дека ќе станам у 7 сабајле како нормален продуктивен човек и ќе го зграпчам денот како средната страна од Вест. Барем средната страна од Вест пред 20 години, сега не знам дали уште има голи жени у средната страна на Вест. Али тоа им беше најдобра ствар на Вест што ја има. Мислам, who the fuck reads newspapers that ја? Последен пат кога си легнав од 12:30 беше кога претходниот ден не спиев као 40 сати и сега си легнувам и малце ме фати језа затоа што само што сфатив дека технички моментално имам корона. Ме бризга корона у мене. 3704 пер, окей. Докажаме дека работи топломерот. Пер сум немал температура од 3 март 2019 и поминав цела факинг пандемија без температура. Зашто? За сега да ми ја бризгаат температурата. Ајде, парацетам. Ама fucking pussy. Се будев од текот на ноќта неколку пати за да мерам температура. Мислам, киќе ме будеше. Што не знам што поточно ќе дознаев ако приметив дека ми се накачува температурата, али да, секој пат кога се разбудев, уште имав температура, се осеќам како говно. Не ми се ни спиеше секој нареден пат, али продолжував да спиам, мислам онака на сила да заспивав, затоа што знаев дека полошо ќе биде ако станам. Добрата страна, сите сонови што ги сонував ми беа топ, преинтересни, онака не ми беше досадно и не се вознемирував затоа што имам температура. Многу е добро кога научиш да си контролираш соновите. Освен тоа, осеќав дополнителна болка под левата мишка, односно под раката што ми ја боцка, што најверојатно ми е некоја оттечена жлезда and shit, пошто слушав и такви ствари дека постоеле, така да most likely е тоа. Знаеш што? О мај гад, дали ако ствари сега имам COVID, нема да осеќам мирис и вкус? Wait. Одвек ме интересираше какво е тоа чувство, немаш fucking мирис и вкус. Пер. Не бе, имам мирис. Не, имам мирис. Ко разочарано го кажам ова да ти ја... Не бе, имам. Не знам уште какво е тоа чувство да немаш fucking мирис и вкус да ти вкус како е тоа језиво. Едина фрка денес ми е тоа што имам работа со луѓе кои што не се вакцинирани и не знам дали е тоа уред и дали можам да ги заразам, дали стварно имам таква врста на ковид која што може да зарази. Не би ми било проблем да работам. Вајда, моментално најглавен концерн ми е да не ги заразам луѓето ако е тоа могуче. Други симптоми што не кажав, глава ме боли. Пичку матер, глава ме боли. Али како што кажав, јас сум јако момче, ќе го издржам и тоа срање. Јако момче сум, ти имам лигуш. Толку добар сум, ништо не ми е више. Помина уште неколку сати, по кратка прошетка, читај идење до пазар и до супермаркети, пошто тоа е за мене. Прошетка, не ми е ништо, не ни осекам малаксаност, неам ни температура, исто и киќе, пошто да и она беше релативно малаксана. Мислам дека мене малце појако ме удри пошто сум поголемо путе. Така што мислам дека Pfizer и не е толку многу страшно како што зборат, особено втората доза колку што ја прават дека е страшна. Ја дури мислев и дека ништо нема да ми се деси и као не очекав пошто ајде, што кур Pfizer, јас сум јак. Не се испаничив толку што качив температура и бев помалаксан како пролив, колку што ми беше интересно. Не знам како е можно да ми биде интересно да имам температура. Вајде затоа што 2 години немав температура и сум го заборел какво е тоа чувство. Може само си го земав како изговор за да не работам, што ми беше топ. И за да спијам 11 сати, пошто и тоа одамна се нема десено. Највитно се многу сум среќен што се вакцинирав затоа што ја постигнав главната цел, тоа беше да ги гушнам баба идејата. Конечно. Извини ако ти беше досадно видеово, али ми беше поише као чисто информативно, затоа што у претходното видео ти кажав дека ќе направам уште едно видео за после втора доза. Не ми се верува дека у наредните неколку дена уште нешто ќе ми се деси, пошто као come on, да бидеме реални. У случај ми се деси, I'll keep you updated, или, например, у наредните 15 години ако мутирам во нешто исто така ќе те обавестам. However, толку од ова информативно видео, односно информативни 2 видеа. Уште само една работа не ми е јасна. Не сакам никого да напаѓам и да судам за неговите размислувања и верувања. Стварно не ги ни судам тие што веруваат дека има 5G во вакцините. И јас верувам во некои работи, например верувам во гравитација. Секој нека си верува во тоа што сака да си верува, само една работа не ми е јасна. Зашто и од каде дојде идејата дека за вакцината, каде што си вакциниран, се лепат
монети, или како што ти обожаваш да ги кажеш, железни парички. Шо е фората дека има магнет во вакцината? Шо е фората? Мислам, окей, еве нека има магнет во вакцината. За магнет се лепи железо. Железната паричка не е направена од железо. Направена е од бакар, од никел, од такви ствари. Ова не е ствар што сакам да ти ја докажам дека не се лепи за вакцина. Побитно ми е да ти докажам дека железната паричка не е железо. Валјда ќе ти помогне да донесеш одлука дали сакаш да се вакцинираш или не сакаш да се вакцинираш, иако веќе мислам дека грото од народот се вакцинирани или антиваксери, така што мислам дека нема што повеќе одлуки да се носат. Али еве, јас се вакцинирав за да не мораш ти.